Zletovica bara 50 milioni evra kredit od Evropskata banka za obnove i razvoj za izgradba na vtora i treta faza od sistemot. Od ovije pari 35 milioni se predvideni za izgradba na sistemi za navodnuvanje, a okolo 15 milioni za mali hidrocentrali. Aplikacija TVK je podnesena i krajni odgovor od bankata se očekuva do krajotna godinata. Водоснабдување се планирани околу 4.500 хектари наводнување на земјоделска површина, од кои што површината е поделена на 3 зони. Во Пробишив се 2 зони, значи горна и долна зона, со вкупна површина од околу 3.500 хектари и зона за наводнување во општина Кратово со околу 1000 хектари земјоделска површина. Третата фаза се однесува на создавање услови за производство на околу 10 мегавати струја. Што се однесува до производството на електрична енергија или фаза 3 енергетика од хидросистем Злетовица, се планирани изградба на 6 хидроцентрали, од кои што 3 главни хидроцентрали по течението со систем на цевководи по течението на река Злетовица и 3 мали хидроцентрали, од кои што едната е Прибранска, која што ќе работи на биолошкиот минимум на испуштање на водата од брана Кнежево. Втората хидроцентрала е на цевководот за водоснабдување на општина Пробишив и третата мала хидроцентрала е на цевководот за водоснабдување на општина Кратово. Во меѓувреме за една година од сега сите 6 општини предвидени за снабдување со вода од Злетовица треба да бидат приклучени на хидросистемот. За финиширање на овој процес државата обезбеди 7 милиони евра и тоа 3,5 милиони се предвидени за оваа година и уште толку за наредната. За сега вода од Злетовица пијат само Пробиштип и Свети Николе, а сите останати се во фаза на адаптација или изградба на нови филтер станици.